At this hour, American and coalition forces Во овој час, американските и коалицијските сили започнаа фази на воени операции за разоружување на Ирак, за ослободување на неговиот народ и за одбрана на светото од сериозна опасност. Кампањата за бомбардирање, шок и стравопочит го осветли Багдад за да ја започне војната пред 20 години. Армијата на САД го собори режимот на Садам Хусейн и на крајот го фати соборениот диктатор. Ирачаните кои го преживеа неговото владење зборуваа за ужасите и бруталноста на тој режим. It's something you cannot be imagined. Тоа е нешто што не можете да го замислите. Тоа е исто како кога зборувате за Сталин или Хитлер. Истата ситуација. Тој беше без милост. Владење на режим без милост. Председателот Џорџ В. Буш на 1 мај 2003 година ја прогласи мисијата за исполнета, но војната се одолговлекуваше бидејќи остатоците од Батистичката партија на Садам и другите бунтовници продолжија да се борат против САД и сојузничките сили. Ambition and hatred are enough to bring Амбициите и омразата се доволни за да ги спојат Ирак и Ал-Каеда, доволно за Ал-Каеда да може да научи како да прави посовремени бомби и да научи како да фалсификува документи и доволно за Ал-Каеда да може да се обрати до Ирак за помош во стекнување експертиза за оружје за масовно уништување. Оружјето за масовно уништување на Ирак никогаш не се реализираше, додека човечката цена за ирачките граѓани и американските војници растеше. Критичарите, вклучително и поранешниот државен секретар на администрацијата на Обама, Џим Стајнберг, интервенцијата на САД во Ирак ја нарекуваа немудар потек. Постојат два вида критики. Едната дека на прво место немало оправдување да се направи сето тоа, што е еден вид критика, а другата е дека имало некакво оправдување, но само ако се уверите дека оно што следувало не е полошо од она што се случило пред тоа. Председателот Барак Обама ги повлече американските сили од Ирак кон крајот на 2011 година, за повторно да влезе во земјата 3 години подоцна, за да се бори против Исламската држава. Исламската држава ја презеде контролата врз Мосул и неколку големи области на Ирак пред незиниот конечен пораз во 2017 година. САД формално ја завршија својата борбена мисија во Ирак во 2021 година. Таму останаа околу 2500 американски војници да ги советуваат ирачаните како најдобро да се спротистават на остатоците од Исламската држава. Исламската држава е значително деградирана во Ирак и Сирија, но групата има способност да спроведува операции во регионот и има желба да напаѓа надвор од регионот. Говорејќи за ТВ каналот Ал-Хура овој месец, ирачкиот председател рече дека ирачките граѓани сега имаат повеќе слобода отколку во ерата на Садам. По надминувањето на тешкотиите во изминатите 2 децени, ирачаните уживаат во мир и стабилност, а владата се фокусира на подобрување на услугите и инфраструктурата во земјата. Но Самах Азис, која побегна од Ирак и е сопруга на Ахмед Ал-Суахил, вели дека ирачаните се уште страдаат. Навистина е исто. Она што се случува во Ирак во моментов не се разликува од она што се случуваше во времето на Садам Хусейн. Повеќе од 4000 американски војници загинаа во Ирак, заедно со десетици илјади ирачки цивили.